Почитувани, единствениот кој треба да одговара е Венко Филипче, кој свесно хушка и стимулира млади деца и води политика на креирање тензии и инциденти. Венко Филипче јавно призна дека организирал група, како што тој ги нарекува деца, свесно и безобзирно да создадат и искреираат инцидент, жртвувајќи ги и пуштајќи ги низ вода. За среќа, народот на Ново Село беше на настанот со премиерот, каде што во огромен број изрази поддршка и не дозволи инцидент, со мирно и совесно однесување. И потребата на Венко Филипче да се врати од одмор на јахтата на Заев и да се обрати токму од Ново Село е само поради желбата да привлече внимание. Откако се појасно е дека талогот од СДСМ падна на ниски гранки и се занимава со создавање инциденти наместо со работа. Додека Венко Филипче се занимава со хушкање, инциденти и организирање деца, денес владата и премиерот Мицкоски обезбедија 149 милиони евра за градба на пруга кон Бугарија, проект кој беше заглавен од криминалната влада на Заев и на Филипче. Тие сакаат да се зборува за насилство, а не за работа. Венко донесе бугарски ултиматум и предаства, а премиерот Мицкоски обезбеди 149 милиони евра инвестиции за развој на Македонија. Има разлика. И сосема на крај. Сега е совршено јасно дека талогот во ова општество е Венко Филипче, човек без кредибилитет, без програма и со желба за инциденти, и талог кој е подготвен да жртвува и млади деца за да ја одземе иднината на Ново Село и Македонија и да си обезбеди фотелија и привилегии. Тоа е прочитана книга. А жителите на Ново Село испраќаат порака дека оваа политика е поразена и дека нема иднина. Впрочем, во текот на утрешниот ден ќе успеете да погледнете и разберете кои се децата што Венко Филипче ги нарече деца на Македонија. А со самото тоа ќе успеете да ја процените неговата состојба на ум.